Добро вечер. Ова ќе биде нетипично четврточно издание на 360 степени со оглед на тоа што наместо стандардните стории ќе видите интервју со еден од кандидатите за шеф на државата. Сепак имаме време да објавиме и еден прилог, а нема да изостане и саботажата. Не е сеедно во предпоследното поглавје како ќе пишува. Дали ќе пишува јазикот на Република Северна Македонија или македонскиот јазик? Не може да пишува затоа што во преговарачката рамка е напишено дека европското аки се преведува на македонски јазик. Не може друг јазик да стане официјален јазик на Европската унија. Македонскиот јазик ќе стане официјален јазик на Европската унија. Кој што не е признае. Како не е А не признат? е признаен од страна на Бугарија, нарекуван како дијалект на Ама пак се враќаме на истото прашање, зошто Значи- Бугарија да очекуваме да го признае тоа. Бугарија еве најде начин како со вложување унилатерална изјава да го задржи својот став, а во исто време, еве знаете, подпишуваме договори во името на Европската унија. Да беше вака, до сега оваа влада требаше да го реши проблемот. Каде ги дознавате програмите на кандидатите за председател? Па пошто не гледам вести преку социјални мрежи првично. Прв извор има Инстаграм со 74%. Младите луѓе главно пасивно ги конзумираат вестите, односно наидуваат на вестите додека прават други работи. Скромноста е основна карактеристика на ДУИ. Благодарејќи на одличната кадровска структура стана јасно дека имаат луѓе кои би можеле да предводат Вселенската агенција НАСА. И после рамковниот договор мене ми се овозможи не само да станам доктор на клиника, не само да станам министер, да станам и председател на пола свет преку ОПСЕ. Саботажа. Ја продолжуваме низата интервјуа со кандидатите за председател на државата. Во 360 степени од почетокот на кампањата гостуваа Бујар Османи, Арбен Тарвари, Стефчо Јакимовски и Билјана Ванковска. Вечерва наред е Максим Димитриевски. Максим Димитриевски, кандидат на политичката партија за наша Македонија. Знам, гостин во 360 степени на МРТ1. Господине Димитриевски, добре дојдовте. Добро ве најдов. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Во едно од последните изјави се жалите, велите ние како представници на граѓаните со граѓанска иницијатива или представници на мали партии сме незабележителни во делот на информирањето, додека останатите кандидати се секојдневно присутни на сите медиуми во закупениот медиумски простор, што го налага законот. Сега мало појаснување ќе побарам, приговарате на начинот на кој што ве покриваат медиумите во дневно-информативните емисии и во дебатните емисии, или на законот кој што им дава стартна предност на поголемите во делот на платеното политичко рекламирање? Не приговарам во делот на информирање, тоа е перфектно организирано, приговарам во делот на платена политичка програма, кај што парите ги дават граѓаните преку буџетот, 10 милиони евра се исплаќаат на политичките субјекти, од кои 9 милиони евра одат кон 4, да кажам, големи политички партии, 700.000 евра кон парламентарните партии, 300.000 евра ги делат сите оние останати кандидати. Колку имате вие пари, буџет за рекламирање? Јас мислам дека мојот штаб од тој колач доби нешто околу 100.000 евра за оваа кампања и во рамки на тоа гледате како останатите одат по 10 пати, 20 пати минутажа, додека нас не има во една секвенца и отварате фрижидер дома, ви излегува некој од кандидатите и жалам што нема дебата. Да, затоа што не е коректно. повикувате деновиве исто така на дебата, ама според најавите такво нешто нема да се случи. Соочување на сите 7 кандидати, за тоа зборуваме. Па мислам дека најфаворизираните кандидати, немајќи што да прикажат реално, не сакаат да излезат на дебата и бегаат од дебата, вклучувајќи го и актуелниот председател Пендаровски, бидејќи сметам дека треба да се добие можност граѓаните да не видат какви сме тоа реално и како и на кој начин ја браниме нашата програма и какви ставови застапуваме, да ги соочиме фактите и аргументите на маса, а не вака по митинзи, бидејќи секој митинг кој што се организира од нивна страна чини илјадници евра. Јас имам еден штанд, водам скромна, но позитивна кампања непосредна со граѓаните и мислам дека ќе успеам како во Куманово, така и на национално ниво овој пат да им покажам и докажам дека силата не е во партиите, туку е во граѓаните и приставот. Како ви оди во мобилизацијата
за изборно востание, нели така рековте дека на 4 април, дека на 24 ќе се случи изборно востание. Па ја искрено сметам дека по Крушево и Асном Македонија заслужува едно изборно востание. Апелирам до сите граѓани масовно да излезат на избори, да гласаат таму кај што сметаат дека треба да гласаат, да се одважат. Со тоа ќе испратат сериозна порака на сите овие кои што до сега, овие последни 32 години се менуваат во континуитет. Лошите заминуваат, доаѓаат нови кои што стануваат уште полоши, а по 4 или 8 години се враќаат оние од претходно и стануваат уште полоши од новите. Граѓанинот е на патос, а они не менуваат суштински Може ли ништо. наместо изборно собрание да ни се случат избори во кои што излезноста ќе биде најниска досега? Има такви некакви проценки, најави, анализи кои што наводно се влечат од истражувањата на јавното мислење? Па наместо изборно востание да се случи такво нешто не верувам, затоа што, видите, кој може да ја смени состојбата? Политичарите се тие кои што менаџираат, граѓаните се тие кои што одлучуваат. Моќта на одлучување на граѓаните е на денот на избори. И овој момент самите граѓани треба да го искористат и апелирам до нив да излезат масовно. Јас верувам дека овој пат во Македонија ќе имаме висока излезност. Колку, еве ако треба да квантифицирате, колку очекувате дека ќе излезат? Па некаде анализите реално покажуваат околу 51-52%, но мислам дека таа бројка ќе биде малку поголема. Тоа е над 900.000 сепак. Тоа е околу 900.000, бидејќи имаме и голем број на граѓани кои што не ни се присутни во државата, а реално државата не знае колку тоа граѓани нам ни недостасуваат. Но кога ќе погледнете бројките кои што се фрапантни, колку тоа ученици на годишно ниво си заминуваат на почетокот или на средина на школската година од државата, ќе сватите, ќе го помножите тоа со толкав број на семејства и ќе видите дека Македонија масовно се празни. Зошто? Не од аспект само на социоекономскиот момент, дека луѓето бараат по-високо ниво на екзистенција, туку првенствено поради тоа што живееме во држава која што нема изграден систем, во која што нема владење на право, во која што се борат наводно сите против корупција, корупцијата е на секое ниво, каде што државните институции се користат, вклучувајќи го и МВР и во обвинителство, па и правосудството за вие нели сте дериват на сето тоа? Јас не сум дериват, јас моите ставови од првиот момент во политиката сум ги кажувал јасно и гласно, првенствено кога сум бил член на Социјалдемократскиот сојуз, на сите форуми и седници на таа партија, а кога сум немал таква можност и јавно на општински конференции, така сум функционирал. Кога ја прелеа чашата моментот со интервјуто за БГНЕС и кога рекоа дека мојот град го ослободиле администраторите од Бугарија, тогаш реагирав, дојде до голем конфликт и едноставно денеска сум тука кај што сум, но се соочив со раководството на партијата во моменти кога беа најсилни и на централно и на локално ниво. И отидовте на БНТ, дадовте вие ваше интервју и сега не отидов, ме поканија. Да, ве поканија, да. Па не, сигурно и Заев сам не отишол на БГНЕС. Не знам, тие му дојдоа тука, јас бев во центарот на Софија и го кажав тоа што го мисли секој македонец. Уште малку околу излезноста, велите 51-52% во првиот круг, има опасност според вас во вториот да се бориме за 40% или тоа нема да биде тема? Бидејќи тоа е минимумот кој што треба да се постигне. Според мене не за да постои бидат таква можност, затоа што имаме и парламентарни избори и сите политички субјекти кои што учествуваат на овие избори ќе имаат интерес да постигнат што поголем број на гласови на своето конто, поради тоа што од тука ќе се бира следниот состав на парламентот, ќе бидат поврзани со председателските. Ама не нужно тој што ќе оди на гласачко место мора да гласа на двата избора. Туку може само на парламентарни. Поентата ми е што ако оние кои што ќе немаат кандидати во вториот круг, оти двајца ќе одат, нели, не може повеќе да одат, ако решат сепак на директен, индиректен, тивок начин да бойкотираат. Првенствено, никој не може да ги контролира гласачите. Вие можете да исконтролирате мал дел од
партиското членство. На тој начин, но сите ќе имаат интерес да излезат на парламентарни избори, бидејќи ако не излезат, согласно Донтовиот модел, ќе немаат доволен број на пратеници во собранието да ги застапуваат тие политички субјекти и сметам дека многу е тешко да се исконтролираат граѓаните. На крајот на денот ја дадов своја изјава и став, никој не може да тргува со гласовите и да ги насочи стриктно како тоа гласачите ќе гласат, освен онаа тврдо партиско членство, кое што е многу помалку од мнозинството во државата. А овие избори сметам дека на крајот на денот ќе ги одлучат неопределените гласачи, гласачите кои што никогаш или многу ретко излегуваат на избори или ќе бидат најголемиот фактор. Велите на дека изненадување. предизборната програма сте ја нарекле манифест за Македонија како континуитет на Крушевскиот манифест. Ако Крушевскиот манифест е обраќање до мнозинското муслиманско население во околните села околу Крушево, како им се обраќаат, велат, мили наши комши, како турци, арнаути и муслимани, по аналогија, кому се обраќате вие? Крушевскиот манифест не се обраќа само на етничките заедници во тоа време или претходно народности, се обраќа до сите и македонскиот народ испраќа јасна порака дека се бори за граѓанските права и за создавање на национална македонска држава во која што треба да живеат сите. И јас се обраќам исто така на сите, првенствено на македонскиот народ како основоположник на оваа држава, бидејќи да чекавме, господине Попетревски, ние од нашите соседи да ја формираат Македонија, немаше да бидеме независна држава, ќе бевме составен дел на некоја од соседните држави, како што и пред Втората светска војна бевме. Заложбата на македонскиот народ првенствено, подпомогната со делови од други народи кои што живеат на овие територии, е резултатот независна Македонија, која што мора да ја сочуваме, и тој манифестот се однесува буквално за сите. Се враќаме на Крушевските и Јасномските повелби, затоа што тука лежи сршта и суштината на создавањето на независна Македонија. Видите, вие можете да поминете во секој политички субјект и да ги погледнете програмите и ќе видите дека една основна работа недостасува, а тоа се основните принципи за формирање на политичките субјекти базирани на идеологија. И вие сте каква партија во таа смисла? Ние сме партија која што во моментов се движи на центарот со економските и социјалните политики кон лево. Заложбите и ставовите за уставните измени, односите со Бугарија и продолжувањето на пристапниот процес кон Европската Унија многу ви се подудараат со оние на ВМРО ДПМН. И сега, ако малку послободно се изразам, ќе ве прашам кој од кого препишуваше? Па мене ми е мило што овие големите препишуваат од нас помалите. Јас тој став го дадов, ако се сеќавате, на телевизија Канал 5 во интервјуто со господинот Арбен Таравари, каде што реков, ние сме многу широки како народ и секогаш има простор, но не сакаме да работиме под притисок, уцена и закана, како што е случајот со Бугарија, и не сакаме негации, бараме реципроцитет и од другата страна разбирање, бидејќи таму има пресуди од Меѓународниот суд за човекови права од Страсбург, каде што треба да се унапредат одредени права и на граѓаните во Бугарија кои што поетно се чувствуваат македонци, но дополнително тогаш рекаво на тоа интервју, да, можни се прифаќање на уставните измени, но амандманите да бидат спроведени од моментот кога Македонија ќе стане полноправна членка на Европската Унија и истата таа одлука ќе биде ратификувана од сите земји членки и нивните парламенти, а дополнително и ќе се само заштитиме од нови барања, бидејќи да имаме паметна политичка елита кога го решаваше проблемот со Грција и проблемот со името и се дефинираше преспанскиот договор, ние овој проблем со Бугарија уште тогаш ќе го решиме. Се сеќавате на сите оние снимки кога господинот Бојко Борисов го шеташе, господинот Заеви го тапкаше по рамо, ние сме браќа, ќе ве подкрепиме и така натаму. Не знаејќи дека во тој момент се договараат за Линденска Македонија. Па, видете, за како и да се договара, тоа што го договорија, го договорија. Јас како човек не можам да се иземам од тој процес, бидејќи иако не гласав за таа одлука во собрание, бидејќи не бев член на собрание, јас учествував во кампањата за референдумот. Но референдумот беше, за жал,
Иако масовно луѓето кои што излегоа гласа за, сепак не беше успешен, не беше согласно уставот и мислам дека тука се направи грешка и јас тоа им го имам кажано уште во тој момент на многу мои сопартијци и се постапи спротивно на тоа што граѓаните го сакале. Значи со абстиненција всушност испратија порака многу нешто слично како и за референдумот за територијална реорганизација. Не го копираме ние ВМРО, во овој случај лидерот на ВМРО ДПМН по лидерската средба де факто го препише или прераскажа нашиот предлог и јас искрено сум среќен за тоа. Ние сме, малите сме креативни и секогаш можеме да понудиме покреативни и суштински сега решенија. во програмата зборувате за 5 принципи, 5 приоритети. Во приоритетите, од една страна велите дека во првите 100 дена ќе инсистирате на формирање специјален експертски ЕУ-тим, кој ќе започне преговарачки процес за адаптација на преговарачката рамка во согласност со реалните внатрешни општествени околности во врска со историските прашања кои ги оспорува нашиот источен сосед. Од друга страна, во приоритетот 3 велите дека во првите 200 дена ќе предложите уставните измени, ова што го зборувавте, за внесување на хрватите, црногорците и бугарите во преамбулата да се донесат со одложена примена кои ќе стапат на сила во моментот кога Македонија ќе стане полноправна членка на Европската унија. Сега, овие работи се поврзани една со друга. Апсолутно се поврзани и сметам дека... Оти дадени се една преку друга. Има уште еден приоритет, 2 меѓу нив. Затоа и ве прашувам некако. Значи, првенствено од првиот момент, ако бидам избран за председател на државата, јас ќе се фатам за работа. Нема да седам само во вилата на Водно и да остварувам протоколарни средби. Ќе формирам сериозен тим во соработка со Министерството за надворешни работи, секако и идниот министер за надворешни работи, за кој што сметам дека ќе ги штити националните интереси на Македонија, некако во овој случај повеќе го чувствувам господинот Османи како министер на Косово за надворешни отколку на Македонија и од тука ќе действуваме. И сето тоа што е дадено таму, како идеја и ќе биде реализирано. Меѓународен експертски тим, Македонија има многу меѓународни пријатели кои што ќе работат на измена на преговарачката рамка, многу ми велат не е можно. Да, ето сакав да ве прашам. Да. Како одговарате вие на тоа? Стигнаа многу изјави од прилично релевантни, кредибилни места, дека не е можно тоа. Но тие изјави се интерпретираа од Софија на поинаков начин. Таму вели не е можно, тешко е. Неможно и тешко се две различни работи. Втора работа, значи господинот Вархеј, кој што максимално го почитувам, истиот е свесен дека и тој, а и ние сме европејци по местото на раѓање, и ние се родивме во Европа, и ако нешто функционира за Србија и Косово или Црна Гора, зошто да не функционира во Македонија? Но нашиот дипломатски капацитет треба да се насочи во делот на лобирање кај нашите европски пријатели и дополнително да се извршат притисоци да се промени ваквата преговарачка рамка. Во спротивно, оваа преговарачка рамка во целост ја осликува резолуцијата на бугарскиот парламент, која што е погубна за нас како држава, со која што се негира нашиот јазик, идентитет, култура. Видите, јас и вие не сме македонци од 45-та. Како се негира јазикот, например, во преговарачката рамка? Па видите, не. Преговарачката рамка и европскиот или францускиот предлог содржат елементи кои што се повикуваат на бугарската резолуција во собранието. Например? Бугарите тоа си го дефинираа многу јасно со резолуцијата во собранието. Ги ставија нивните црвени линии. Тие велат, македонскиот јазик е дијалект од 4 бугарски дијалекти. Крај. Добро. Ајде, еве, дозволите да ве прашам. Сега, дали вие, од позиција, еве, утре на шеф на државата, ќе го менувате тој децениски, па и вековен став на бугарската политика и наука? Или треба оваа држава друга тактика да има? Јас немам намера да менувам ништо во Бугарија. Бугарија тоа сама треба да го смени во духот на европските вредности, каде што е членка, и во духот на Шуман и Моне, бидејќи Европската унија, тоа не е илузија, затоа што имате влијателни држави членки на Европската унија кои што и те како можат да се позанимаваат со овој
проблем и тие се овој потврдија во билатерален преговарачката рамка, пишува дека европското аки се преведува на македонски Да, но јазик. недозволиво е државите кои што се членки на Европската Унија да ги решаваат своите само наметнати билатерални проблеми во дело и интегративниот процес на останатите држави кандидати за членство во Европската Унија. Ние тоа треба да го сработиме со нашите европски пријатели. За жал, имаме многу европски пријатели кои што не ги користиме, а и ако сакате да им тропнете на врата, еве во случајот да ја земаме една Холандија, па таа ви вели, извинете, ви дадовме пари за правосудство, правите хаос во правосудството, нема правда во Македонија, ви ставивме блокада, ви ги блокиравме сите средствата. Значи, мора да се случува еден паралелен процес. Македонија да се стабилизира, брзо да се менува, да се прават суштински реформи, да се враќа владење на право и правда, дополнително да се организираме со една стратегија за борба против корупцијата, за која што сите зборуваат, а таа цвета на секое ниво и дополнително сите овие тимови да си работат својата работа. Ајде сега и јас нешто да кажам. Повелете. Весна Дамева, откако беше вратена за председателка на Судскиот совет, Холандија ја прекина блокадата и ги продолжи проектите кои што ги имаше со Судскиот совет. Како коментар на тоа што го доказ како функционира. што го кажувате. Сега, околу декларацијата на 44-тото Народно собрание на Бугарија, таму беа наведени услови за одржување на првата меѓувладина конференција. Прва меѓувладина конференција се одржа. Условите наведени во таа декларација беа македонскиот јазик никогаш да не се нарекува така во документи на Европската Унија, туку да биде официјален јазик согласно Уставот на Република Северна Македонија. Да има поглавје 35 во кое што ќе биде сместен билатералниот договор со Бугарија, од кој што понатаму ќе произлегуваат бенчмаркови, патокази, услови во текот на пристапниот процес. Тоа го нема во преговарачката рамка. Се бараше Историската комисија за прва меѓувладина конференција да се има договорено за Гоце Делчев, за ВМРО, за Илинденско востание. Прва меѓувладина конференција се случи без договор во Историската комисија на овие теми. Ако ја видите декларацијата, ќе го видите тоа. И сега Бугарија, затоа што удри во зид, барајки ги овие работи, никој не ја разбираше во ЕУ, на крај избра некако да проба да си го обели образот со тоа што го придодаде прашањето за уставни измени, за внесување на бугарите во уставот, за да се деблокира процесот, а да излезе дека таа и нешто добила од сето тоа. Зошто ние направивме баук од прашање кое што реално е бенигно? Па не е точно. Зошто? Бенигниот тумор многу често знае да се трансформира во злочуден тумор, ако го расчешате или направите самите белја. Во овој случај на Македонија и се подметнува многу сериозно. Сите овие прашања кои што вие ги објаснувате, првенствено, знаете дека во самиот процес од почетокот на преговорите, па до крајот на завршување на преговорите, ние исполнуваме поглавја. Ние за македонскиот јазик ќе зборуваме со Европска Унија во моментот кога ќе дојдеме на предпоследното подглавје. Зошто им поверувавте на експерти кои што манипулираат? Јас не им поверувам на никој, јас читав. Добро, значи, нема такво нешто, господине Димитриевски, мислам дека е фер заради публиката да кажеме дека ова не е точно. Јас знам дека вам ви е јасно, но јас дојдов кај вас да одговарам баш поради политика и ќе ми дадете простор да одговорам. Ако сакате. Значи, првенствено, не е сеедно во предпоследното поглавје како ќе пишува. Дали ќе пишува јазикот на Република Северна Македонија или македонскиот јазик? Не може да пишува, затоа што во преговарачката рамка е напишено дека европското аки се преведува на македонски јазик. Не може друг јазик да стане официјален јазик на Европската Унија. Македонскиот јазик ќе стане официјален јазик на Европската Унија. Кој што не е признаен. Како не е признаен? Па не е признаен од страна на Бугарија, нарекуван како дијалект на бугарскиот јазик. Ама пак се враќаме на истото прашање, зошто Бугарија да очекуваме да го признае тоа. Бугарија еве најде начин како со вложување унилатерална изјава да го задржи својот став, а во исто време, еве знаете, потпишуваме договори во името на Европската Унија. Да беше вака, до сега оваа влада требаше да го реши проблемот. Сите овие евроинтегративни процеси на Македонија. Ама има голем шум во јавната комуникација и дебата.
тие владеат, имаат мнозинство на сите страни. ДУИ и СДСМ владеат. Тоест, ДУИ владеа, СДСМ е привезокот во власта, во континуитет. Претходно така беше со оние претходните и тоа се врти во круг. Но како и да е, што мек така едноставно, како што вие велите, требаше го решат проблемот, но видите дека не е таков проблемот, не е решлив. Последната средба, каде што јас имав представници на еден состанок во Бугарија, поранешниот веќе премиер на Бугарија, излезе состав, а сите проблеми се решени. Треба само да постапите и да се договорите со Европска Унија. Значи, нашиот проблем од билатерален се трансформираше во мултилатерален проблем. Зошто? Затоа што првично го прифати премиерот, министерот за надворешни работи, премиерот и самиот председател, кој што претходно негираше и му викаше на премиерот, се сеќавате во Брисел, фрли го тоа, не го прифаќа, за да подоцна после 2 недели излезе и признае дека он учествувал директно во составување на европскиот или францускиот предлог, како што го нарекуваат, од кој што представниците од Франција велат тоа не е француски предлог, а представниците од Европска Унија велат да, тоа е француски предлог, а всушност е европски предлог, даден во време на преседелствување на Република Франција во тој момент со Европската Унија. Што ако за 8-10 години го правиме истиот муабет и оваа тактика на обид за репреговарање на преговарачка рамка, уставни измени, носење, одложено дејство, се испостави дека биле залудни и не дале никаков резултат. Па јас ве уверувам дека нема да го правиме овој муабет после 8 или 10 години, туку ќе го правиме многу пред тоа. При тоа, значи, Македонија нема теоретска шанса и ова е чиста манипулација со јавноста дека ќе стане членка на Европската Унија до 2030 година во вакви околности. За да станеме членка на Европската Унија, првично, треба да се реорганизираме внатре, Македонија да тргне напред, да се избори со корупција, криминалот, да го реши правосудството, да направи сериозни реформи во правосудството, а не ветин кој што е еден вид на амнестија, како што се најавува, бидејќи е погрешно. Тие што погрешиле треба да одговараат, во Македонија мора да има казнливост, за никого и дополнително да се изгради систем и на владење и функционална држава која што ќе биде во функција на граѓаните. Дури тогаш ние можеме да разговараме по сите поглавја со Европската Унија. А до тогаш ова се политички прашања кои што многу пати реков и денеска ќе повторам, ќе се решаваат на релација Скопје-Софија во посредништво со наши и нивни пријатели од меѓународната заедница. Видете, Васко, само ова ќе ми дозволите. Значи, светот се дрма во моментов. Кризата во Украина, дополнително кризата на Блискиот исток. Јас и вие се родиме на оваа геостратешка точка која што се вика Вардарска долина. Македонија треба да го искористи овој моментум, бидејќи сме битни и значени и за нашите европски и за нашите евроатлантски пријатели. И мислам дека и како можеме да создадеме добра дипломатска мрежа, да ги искористиме сите оние наши искусни дипломати, дури некои да повикаме од пензија, за да се растрчаме низ светот, да бараме пријатели и да го решаваме оваа прашање. Со овие кои што ги собира од кафичи, партиски војници и ги ставија да бидат дипломати без познавање на англиски или некој друг јазик, не можеме да направиме ништо. Нашата дипломатија ги изгуби сите битки. И со подпишување на првиот октат од страна на Димитров и со подпишување на вториот од страна на господинот Османи. Значи, тоа е искусни дипломати не го прават на начин како што тие го направија. Но кога имате искусни дипломати кои што ви седат во Министерство за надворешни работи, во канцеларија затворени во 4 ѕидови и ви решаваат крстозборки, а овие новокомпонираните ви се пуштени по светот, кај што до вчера во највлијателните држави, земји, членки на Европската Унија и НАТО, наши стратешки партнери, нели, немавме своји представници во ДКП-ата во странство, тогаш ги губите сите војни на маса. Приоритет број 5 во вашата програма, велите во првите 100 дена ќе предложиме национална стратегија за борба против корупцијата. Веќе неколку пати ја споменувате во текот на овој разговор. Во таа насока изразувам подготвеност да дискутираме за правните модалитети за промена на уставот во насока да се спречи апсолутната застареност на кривични дела сторени од избрани именувани функционери во законодавната, извршната и локалната власт. Ова е приоритетот број 5 во вашата програма. Моето прашање е дали знаете дека веќе постои национална стратегија за борба против корупцијата?
ја усвоила парламентот. Да, и гледам дека истата е многу ефикасна и се изборивме со корупцијата. А зошто вашата Нема би ништо била од тоа. ефикасна? Затоа што ќе создадеме државен апарат кој што ќе ја имплементира стратегијата и за истата ќе се врши надзор. Ќе има тим кој што ќе врши надзор на реализацијата на сите зацртани цели во делот на стратегијата. Како ќе ги казнувате, санкционирате носителите на јавни функции, институциите кои што нема да ги исполнуваат своите обврски? Тоа е проблемот, Ќе бидат практично. повикани, тоа ќе се дефинира со закон. Видете, се врати во пракса старото правничко правило кое што јас го учев од мојот професор Бајалџиев, дека законот е желба на владеачката структура која што е на власт. Последното менување на казнениот законник, со кој што се донесе амнестија за сите актуелни политичари, носители на високи и врвни функции во државата, но воедно и амнестија на поранешната политичка елита за кое што дел од нив се надвор од странство, а дел од нив пак се на отслужување наводно на казни затвор, кај што самите си ги бираат затворите и повеќе можете да ги видите на слобода и на лицитации за одземен имот, отколку на отслужување на казна затвор, ви потврди тесна соработка со власта и опозицијата по одредени прашања. Зошто? Истиот закон беше донесен со мнозинството на ДУИ, СДСМ, нивните коалициони партнери, а кворумот го обезбеди опозицијата. Тоа е видливо и јасно. Се намалија казните, имате еден куп застарени такви случаи. Тоа не смее да се повтори. Значи, тоа треба да се искорени во Македонија и јас ке влезам во една подготовка на таква стратегија која што ќе ја понудам заедно со луѓе кои што сериозно се занимавале со таа стратегии проблематика. до сега се донесени и останале. Но видете, мора да мртво има слово на надзор. хартија, Недозволиво знаете. е председателката до вчерашна на ДКСК, која што ја гледавме, жената се бореше како лавица, да излегува и да ви каже ДКСК утврди толкава и толкава одговорност. Ништо од тоа не е процесуирано. Ќе ви дадам еден пример за обвинителството. За време на локалните избори имав една пријава за физички напад. Вчера ми дојде одговорот после 2,5 години дека не е покренато кривично дело и не постои кривично дело. Бев известен. А во мојот случај за приватната тужба, кај што штитам јавен интерес и не дозволувам, тоа е согласно законот, се појавува во управна постапка претходно прашање да се заштити јавниот интерес на гимназијата и детскиот диспанзер, добивам кривична пријава, каде што како председателски кандидат, ајде одговорете им, има таков случај до сега во Македонија, во еден месец 3 пати ме повикуваат, од тоа 2 пати на суд, еднаш во обвинителство и дополнително уште еден повик. Значи, Димитриевски... тоа е селективноста и тука, и на тој случај, јас ќе покажам и докажам дека овој систем може да се скрши, и ќе се скрши и ќе создадеме нов систем. Во генезата на настаните со кои вие се обидувате, обвинет сте за тоа дека сте спречиле издавање дозвола за градба, така? Не сум спречил. Појаснување. Дозволата за градба е во тек. Јас сум ги превземал од позиција на градоначалник сите не сте действија издале да ги заштитам пресметка за плаќање на комунали интереси. И практично го запирате значи, процесот. Јас запирам постапка во момент кога сум известен од страна на јавен субјект дека му е загрозен јавниот интерес, порачувам вештачење кај вешто лице кое што ми го потврдува и документот го враќам повторно на комисија во општина кое што носи решение да се реши претходното прашање согласно законот за општа управна постапка, но знаете каде лежи заекот? Имате пресуда на управен суд. Дозволете ми само. Добро. Бидејќи не сте упатени во проблемот, а во интерес на јавност. Ме повикуваат на обвинителство. Се лажете дека не сум упатен, само тоа сакам. Ако ќе договориме, ќе важно, говориме во целост за сето тоа. Да. Значи, ме повикуваат на обвинителство. Носат обвинителен акт без при тоа да се стекнат по службен пат со сите документи за самата постапка од општината. Тужителите, кои што се знае кои се, кои што сакаат да градат каде сакаат и како сакаат. Ама имало ли таков дуп? Имало ли таков дуп? Имало ли таква маркица? Има закон за општа управна постапка и претходно прашање има пресуда на управен суд, има одлука пресуда на уставен суд, има што одлуки вели, на Министерство за транспорт и пресудата на врски. управниот суд вели да се донесе нов
управен акт и ние го имаме донесено. Јас немам во ниту еден момент постапеност противно на законот во овој случај. Но видете, и на крајот на денот, па камо среќа да одговарам за сторено кривично дело злоупотреба на службена положба, каде што го штитам јавниот интерес, каде што со тој објект целиот град не се согласува, а не за некоја си друга злоупотреба кој што ги гледаме на секој чекор во државата од голем број на функционери, каде што на Артан Груби само маичката на коридор 8 му остана од тој коруптивен проект, ден денеска таму и двете димни помби што ги испука, а не за друго кривично дело. Јас сум подготвен да се носам со ова и ќе се изборам со ова. Но за ова ќе ни треба една цела емисија со документи и јас сум подготвен да зборувам. Не, инаку детално не сакав да се запознам со ова. Не, окей. Пред околу година и пол се стекнувате со стан во Куманово од 105 квадрати, кој го има и во вашиот анкетен лист доставен до антикорупцијската комисија. Станот го купувате од Драган Митевски. Кој е Драган Митевски? Драган Митевски е мој другар и јас сум кум на него. Да. Како станот од 105 квадрати, кој тој го купил за 142.000 евра, вие го стекнувате со размена на имот, при што му давате 2.500 квадратни метри земјиште, кои што самите ги проценувате на 1 евро за квадрат, значи 2.500 квадратни метри се 2.500 евра. Тој станот го купил за 142.000 евра и вие го стекнувате станот со размена на тој имот. Како го објаснувате тоа? Прво, не ми се точни бројките. Добро. Нити кога е купен станот, ниту пак колку чиниш станот. Точно е дека е направена размена за земјиште, но тоа земјиште вреди многу повеќе согласно сите проценки. Го гледам анкетниот лист ваш во ДКСК, не, ама дозволете сега и вие. Проценето е на 1 евро квадрат, така пишува во анкетниот лист. Значи, анкетниот лист е пополнет од првиот момент кога јас сум станал јавно избрана личност, тоа е уште во 2009 година. Тоа земјиште има повисока вредност денеска. Зошто? Затоа што во меѓувреме, не само за тоа земјиште, за целиот блок во населено место е донесен урбанистички план и таму општината наплаќа данок и јас како даночен обврзник редовно си го подмирувам својот данок. Не е забрането, јас не сум купил, ниту сум земал нешто од државата. 2.500 квадрати се 142.000 евра? Не чини станот 142.000 евра. Така пишува во купопродажниот договор. 8 милиона и 700 и тој што ви ги брифирал документите и кој што се е ги достапно во пушта катастар. На различните се е достапно во катастар, немојте сега да портали, лошо сте ги толкувале. Човекот, значи нема купено еден, има купено 2 стана и уредно си ги има платено. За едниот од становите јас имам искомпензирано имот за имот што е согласно законот. А видите, сите мои имоти, сите средства со кои што располагам, тоа го знае и секој кумановчанец, а верувам ќе го знае и секој македонец. Се уредно стекнати на законски начин и кај мене буквално се е пријавено во анкетниот лист. Да. Имали... Ја вчера прочитав на една анализа дека имам 2 куќи во Куманово. Немам 2 куќи, него имам половина, една идеална половина, јас една идеална половина сопругата. Не е куќа, него е викендичка, но така се прикажува во јавноста. За уште еден случај кој што се појави деноиве, ова со продажбата на парцелата покрај автопатот, кој што Драган Митевски, за кој што велите дека вие сте му кум, ја купува кон крајот на 2023 од вашите родители, кои што претходно ја добиваат во процес на денационализација. И ја купува тој за 250.000 евра, само 2 месеца покасно, во јануари ова година, склучува преддоговор за продажба на Lidl, знаат гледачите кој е Lidl, за 2,5 пати повисока цена, околу 600.000 евра. Ако се погледне местоположбата на таа парцела, таа е непосредно до автопат, според законот за јавни патишта, во длабочина од 40 метри не може ништо да се гради, бидејќи тоа е заштитен појас. Сега, зошто Lidl би купувал од вашиот кумашин парцела за 600.000 евра, на која што не може ништо да гради? Ке мора да го прашате него лично, да го прашате за тоа, но јас ќе ви дадам објаснение едно и за вас и за интерес на јавноста. Контекстот е дека вие
неколку месеца предходно и продавате на Lidl земјиште за логистички центари, дека двете трансакции се поврзани една со друга. Тоа е вашиот сомнеш, но тоа не е така. Ако ми дозволите, ќе да. објаснам. Првично, Lidl во Куманово има купено земјиште по пат на јавна лицитација, кој што и мислам дека имало 3 учесници на лицитација, бидејќи општина тука нема целосен увид, на крајот само ги гледа сондажите и купил нешто што претходно се продавало во таа иста индустријска зона за 1 евро по метар квадратен, кое што е 8 километри оддалечено од градот, го платил, мислам, 31,5 евра. Значи 30 и кусур пати повеќе. Зошто? Затоа што ние, како општина, во меѓувреме сме ја зголемиле атрактивноста на таа индустријска зона. Во овој случај, вие говорите за приватно земјиште и приватна собственост, за кој што е направен купопродажен договор и членови на моето семејство го имаат продадено, но при тоа сакам да кажам, да ви информирам и јас, и вас, а и јавноста. Цело Куманово знае дека земјиштето на кое што се наоѓа бензинската пумпа на Мак Петрол на влезот во Куманово и најголем дел од фабриката Чик и детската градинка во Куманово припаѓала во собственост на моето семејство. Мојот покоен прадедо и дедо го имаат купено земјиште, за што постои уредна документација со турска тапија и било платено одреден износ во златни лири. Тоа не е спорно, дозволете ми да, сега да довршам, бидејќи упативте. Потоа, значи, семејството си води постапка за национализација согласно законот. Барањето е за 18.000 квадрати да се вратат, добива само 1.200 слободна површина. Во меѓувреме, фабриката Чик ја купува фирма Джино Кори од Италија, која што прави продажба на тоа земјиште исто така пред извесен месец на Lidl. Lidl си ги бира најатрактивните локации. Во меѓувреме, мојот татко и чичко ја имаат продадено таа парцела на мојот кум, кој што имал намера тамо да си развива одреден бизнис, бидејќи таа парцела е составен дел од парцелата на Чик и доаѓа Lidl, си прави купопродажен договор и го купува од него. Така да овде нема ниту една злоупотреба на законот, ниту било каква манипулација. А што се однесува, секогаш имаме легитимни органи и тела, може да го проверат целиот случај. Добро, немаме вечерва толку време за да одиме Мислам во детали. многу убаво ги отворивте овие теми во интерес на јавноста, сепак јас како председателски кандидат сум максимално транспарентен и сум подготвен уште половина час да зборувам и на оваа тема и на мојата програма како председател. И ме се допаѓа што интензивно оваа групација на луѓе која што ги води сите овие процеси против мене, соработува со новинари, со агенции и така натаму, со грз документи кои што ги сервира, обидувајќи се да ми направи лична штета. Прашањето Има е дали прашањето денот се познава од Сабајле и сите ние сме дрво со корен. Ама зошто сега сте вознемирени? Сега се обидувате мене да ми импутирате? Не сум вознемирен воопшто, видите. Јас добив безброј непристојни предлози во овој изборен процес. Многу непристојни предлози, за кои што можеби еден ден ќе разговараме и во јавноста. Сите одеа од една насока, а тоа се луѓето директни поддржувачи на СДСМ и дополнително блиски роднини и пријатели на актуелни кандидати таму во делот на лидершипот. Ниту еден од тие непристојни предлози не е прифатлив за мене и нема да потклекнам на било каков притисок, а во секој момент отворено, без пардон, ќе одговорам на секоја прашање. Прашањата е, во сите прашања има приватни интереси. Прашањето е дали во тие има и јавен интерес. Мојата проценка беше дека има јавен интерес да ви ги поставам овие прашања, затоа што овие теми веќе се зборуваат во јавноста и тоа беше мојата проценка. Видите, јас сум тука, повелете, прашувајте, јас ќе одговарам, не бегам од ништо. Не. Злоупотреба нема ниту по еден основ овде. Да, еве имавте шанса, одговоривте на моите поставени прашања, се разбира. Што ќе биде за вас успех на 24 април? Мојата цел е да им покажам на граѓаните дека може да биде и поинакво, бидејќи самите се свесни што се случува сите овие 30 години. Јас сум тој кој што сум,
учествував на локални избори, Куманово ме научи како да работам и менаџирам. Куманово е Македонија во мало и јас дополнително сакам таа моја енергија да ја внесам на национално ниво, да ги охрабрам граѓаните, да ги обединам граѓаните, како што тоа го сторив во Куманово и дополнително да тргнеме напред како држава, бидејќи во моментов Македонија е приватна држава, на кој? На тие. Дали вашето учество на председателските избори е само за да ја дадете залет на вашата партија на парламентарните? Па не, знам се гради како политички субјект, таа е нов политички субјект, релативно нов, почитуван, со одлично кадровски поставен. Ако се сеќавате на сите оние претходни приказни, кај е овој, кај е Бранко, еве гледате ги нема никаде. Секаде се нови луѓе претежно, такви не се и кандидатските листи, и знам ке си има еден свој пат на развој во политиката. Јас како Максим се одважив на овој чекор, бидејќи сметам дека Македонија заслужува председател кој што првично ќе го крене моралот на граѓаните, ќе го штити националниот и државен интерес на државата и дополнително председател со интегритет, дигнитет и карактер. Ако не влезете во вториот круг? Силјановски или Пендаровски? Кој според вас треба да биде шеф на државата? Ако не влезам во вториот круг, ќе излезам како обичен гласач, ќе гласам, ќе се заблагодарам на сите тие кои што ме гласали и кои што не ме гласали, ќе се обидам да направам се да се стекнам со нивната доверба понатаму. Ќе повикувате да се гласа за еден или за друг? Јас не ги носам граѓаните во джеб за да повикувам и манипулирам. Уште на самиот старт, пред да почне кампањата, реков дека јас со гласови нема да тргувам и нема да прифатам ниту еден ни пристоен предлог. Благодарам за овој разговор. Ми беше чест и на мене и повелите повторно да ги отвориме темите до крај. Ќе ги разговарам. Благодарам уште еднаш. Беше чест. Благодарам вас. Го видовте гостувањето на Максим Димитриевски. Серијата интервјуа со председателските кандидати треба да ја заокружиме в понеделник со разговори со Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова. Во продолжение на оваа емисија остануваме на предизборни теми. Проверивме дали и колку претендентите за шеф на државата се присутни на TikTok, социјална мрежа што ја користат помладите граѓани, односно гласачи во земјава. Еве историјата на Магдалина Ивановска. Во екот на председателската кампања, 7 теми на кандидати се присутни на TikTok, во обид да им се доближат на помладите гласачи. Сите кандидати за председател имаат профили на TikTok. Повеќето се отворени неодамна и имаат различен степен на интеракција со публиката. Најстар профил има кандидатот на Европскиот фронт Бујар Османи. На TikTok е од јуни 2020 година. Активен е со видео уште како министер и има 13.500 следбеници. Тој е единствениот од 7 темина кој одговара на прашање поставени во коментарите. Миромановиќ, сот нот байрами по Масандр Прейренден ташт предзиđeve je Тони. Следна е кандидатката на ВМРО ДПМН, Гордана Силјановска-Давкова, со околу 5000 следбеници. Активна е на TikTok од јули 2020, кога се одржаа претходните парламентарни избори, а таа беше носителка на листата на ВМРО ДПМН во изборната единица 1. Забележително е дека помеѓу 12 јули 2020, односно 3 дена пред тогашните избори, па се до 17 декември 2023, таа нема објавено ниту едно видео на TikTok. Се активирала повторно во пресред на председателските избори. На профилот доминираат делови од нејзини говори. Малку по Силјановска-Давкова, TikTok профил направил кандидатот на коалицијата Вреди, Арбен Таравари, во јануари 2021. Го следат околу 4000 корисници. Со видеата генерално им се обраќа на албанците во Северна Македонија. Актуелниот председател Стево Пендаровски, кој како кандидат поддржан од СДСМ трча за втор мандат, на TikTok е од август 2023 година. Го следат над 4000 корисници. Објавувал и председателски активности, но далеко е поактивен во тековната кампања. Кандидатот на коалицијата Храбро за Македонија, Стефчо Јакимовски, профил на TikTok отворил кон крајот на ноември минатата година, или 5 месеци пред почетокот на кампањата. Има 92 следачи и не е многу активен. Билјана Ванковска, кандидатка на Левица, на TikTok се појавува пред само 2 месеца, во февруари годинава, и од тогаш нередовно објавува видеа. Ја следат 150 корисници.
И Максим Димитриевски, кој на изборите учествува со поддршка на неговата партија Знам, од февруари е на TikTok. Има само 20 следбеници. На скудниот профил објавил само едно видео со насловната фотографија. TikTok е најновата социјална мрежа на која се сетија политичарите. Веќе традиционално се присутни на Facebook, Instagram и YouTube. Обидот да допра до младите гласачи е очигледен, но дали има ефект? Каде ги дознавате програмите на кандидатите за председател? Па пошто не гледам вести преку социјални мрежи првично. А дали мислиш дека се добри, дека знаат да ги користат социјалните мрежи? Не. На TikTok, да, на социјални мрежи исто има. Популарни се, сакате да кажете, знаат да користат или? Па не знаат толку да користат, само таму ние ги гледаме рекламите што ги објавуваат сега партиите. Дали мислиш дека треба повеќе да се поврзуваат со младите? Па да, претпоставам особено преку такви социјални мрежи кои што младите повеќе ги користат. Типичен пример е TikTok. Како ги дознавате програмите на кандидатите за председател? Преку телевизија, преку видеа на YouTube и преку општо искуство, бидејќи сум на факултет за меѓународни интеркултурни студии, политика. Така да, тоа не е некоја домашна. Па, обично ги прескокнувам само рекламите. Не ги гледам. Не обрнувам многу внимание. Мислам дека 30 години разочаран народ тешко ќе биде да го убедиш, ама тој што ќе биде прв со среќа да му. Според мене. Ние разговаравме со десетина, но Институтот за комуникацијски студии праша 350 млади на возраст од 18 до 29 години и доби потврда дека тие најмногу се информираат од социјалните медиуми. Прв извор има Instagram со 74%, потоа Facebook со 62%, на YouTube следат 45%, на TikTok 30%, додека на X или поранешно Twitter се информираат најмалку, 18% од младите испитаници. Тоа што е забележително е дека младите луѓе кога ги користат социјалните мрежи, тие главно пасивно ги конзумираат вестите, односно наидуваат на вестите додека прават други работи, а многу поретко самите активно ги бараат и ги проверуваат информациите. Видеото е се уште најефективна алатка и го држи вниманието само 7 секунди, кои се клучни за да се пренесе пораката. А тоа што се на социјалните мрежи не значи дека младите и не се љубопитни за политичките случувања. Истражувањето на ИКЗ покажало дека кај нив постои голема заинтересираност за јавните работи во државата. Дури 65% кажале дека ги интересираат јавните работи, околу 40% кажале дека излегле да гласаат, а околу 17% дека повремено излегуваат да гласаат. Тоа значи дека постои потенцијал кој политичките актери треба да умеат да го искористат и освен предноста која што имаат дигиталните платформи или социјалните медиуми за полесен пристап до информациите, поголема разновидност на информации, поголема онлайн интеракција, сега треба да се има во предвид во кампањите да се интегрираат и физичките непосредни средби, јавни дискусии со млади луѓе, бидејќи на таков начин ќе се успее тие да се поттикнат на одредено однесување или пак да бидат да ги охрабрат да бидат повеќе граѓански и политички активни. Без разлика дали зборуваме за TikTok, Instagram, Facebook, YouTube или X, заедничко за сите е дека не е важно само да отворите профил. Џабе се профилите, ако содржините не се прилагодени за да го зграбчат вниманието на младите, тема на која се уште имаат зучење нашите политичари. Дојде ред да ги најавам Сречко Поповски и новото издание на Саботажата. Скромноста е основна карактеристика на ДУИ. Благодарејќи на одличната кадровска структура стана јасно дека имаат луѓе кои би можеле да предводат Вселенската агенција НАСА. Но за граѓаните да бидат сигурни во нивните капацитети. Тие избегнувајќи да се пофалат, само потсетуваат дека владееле и со еден голем дел од планетата Земја. И после рамковниот договор мене ми се овозможи не само да станам доктор на клиника, не само да станам министер, да станам и председател на пола свет преку ОПСЕ. И додека тие се занимаваат со глобални политики, останатите учесници во изборната трка и таат по својата замислена цел, со ритам кој го диктираат личните недоразбирања и конфронтации, кои се префрлуваат од митинг на митинг, од собир на собир. Ја не ја кандидирав тетка ми Жана за председател на држава, па да мора да ја шетам по цела Македонија.
Не мора и да се прашува кој прв почна, ама е јасно дека на тоа нема ни да заврши. Па ќе се отиде и чекор понатаму во квалитетот на политичката култура, со редовна употреба на именка од турско потекло, карактеристична за македонскиот новоговор. Мој совет до него да ме прашаше, ќе му кажев подобро жана да ја кандидираат отколку измекјарот на Али Ахмет и Стево Пендаровски. Кога преку Нишан се води дебата, разбирливо е дека гинат тие што се на фронтот. Доволно е некој да излезе од колоната и да фрли чифте, од пријателски оган, да се направи штета од која невини ќе страдаат. А од другава страна, руваши ја дигаат до небеса. Јас ќе ви кажам само едно. Од баба невеста не бива. Јас да ви кажам. Но никој изгледа не сака да остане должен, ама за разлика од публиката, неочекувано од представуваното ниво, демек со внимателност околу невкусот, се рефлектира исто таков непристоен и проблематичен наратив. Никој како кумановчаните не умеат преку скратеното име да ја изразат личноста. Не го кажувам неговиот надимак, меѓутоа знам дека е во женски род не случајно. И на крајот, за да не остане покуса, ама исто така со учтив речник, за кандидатите кои се за уставни амандмани, за влез на бугарите, ама со важност по членството во Европската Унија. И знаете, еден медицински израз за одложено дејство е ретард. Тоа го знаеме сите ние кои консумираме лекови со продолжено одложено дејство, зборот е ретард. Нема термин што може да ја опише досегашната претседателска кампања. За жал, нема ниту слобода. За преглед. Гледате 360 степени. Овде го одјавуваме ова издание. Следното е в понеделник во истиот овој термин од 20:15 на првиот канал на јавниот сервис. Пријатно!